Продолжуваме понатаму каде што застанавме во емисијата Студио 10, како што ви најавив при одјавата на интервјуто со Ерол Ризаов, нешто подчепнавме, но овој пат доста од поинаков аспект ќе го разговараме сето ова, заедно со политикологот Благојче Атанасовски во Студио 10, со кого разговараме токму околу актуелностите на тековните случувања кај нас во однос на локалните избори. Нешто ќе подчепнеме околу извештајот на Европската комисија, иако таму човек нема многу што да чепне, бидејќи не е негативен, ама не е ни позитивен. Умерено е, како велат? Умерено, Благојче. Умерено. Да, добро утро, добар ден. Добро утро, благодарам на поканата. Како сте? Добро. Одлично. Да, еве, ајде веќе кога почнавме околу извештајот на Европската комисија, значи со луѓето со кои што се брифирав, кои што го читале доста детално, и тоа им е работа, впрочем, велат, не велете дека е негативен, ама пак не е ни позитивен. Трагедијата во тој извештај на таа Европска комисија, која секојаш на крајот од годината дава извештај за целокупните општествени состојби во една земја која е кандидат или ги има почнато преговорите, тоа што ние во последниве 10-15 години од кога го добивме кандидатскиот статус, земја кандидат за полноправно членство во Европската унија, постојано ни се преповторуваат од година на година истите забелешки и ни даваат еден импулс ние да работиме на реформи во законодавството, да го усогласиме со европското законодавство, подобрување на човековите права, медиумските слободи, средување во судско-обвинителскиот систем, професионализација на јавната администрација. И покрај тоа што некогаш во владењето на минатата гарнитура имало термини од заробена држава, каде што сега ние ги немаме тие термини, сепак од Европската унија ние немаме чист извештај дека Македонија е земја која брилира, да речеме, во нејзините општествени процеси и текови, но сметам дека и овој извештај не е ништо особено и не е ништо посебно со претходните извештаи. Трагедијата во целата оваа работа со извештаите е тоа што самиот извештај на Европската комисија апсолутно не влие врз одлуката на Европскиот совет, бидејќи како што знаеме ние сме заглавени во Европскиот совет, каде што мораме да имаме консензус од сите 27 полноправни земји членки на Европската унија. Претходно знаеме многу добро познатиот спор со името поради кој бевме блокирани и да станеме полноправна членка на НАТО, но и да ги почнеме преговорите со Европската унија. Знаеме тоа, сето тоа како заврши со потпишување на Преспанскиот договор, со полноправен влез во НАТО алијансата, но гледаме што се случува во изминативе 3 години од моментот кога го потпишавме и имплементиравме Преспанскиот договор. Прво Франција беше таа во 2019 која не даде зелено светло за отпочнување на преговорите на Македонија и Албанија поради така наречени нереформирани односи во самата Европска унија и наметнување на нова построга методологија. Во изминативе 2 години гледаме дека Бугарија го наметнува тој ирационален, абсурден, идентитетски, јазичен, историски, културолошки, како сакате, спор во однос на нас како земја, како општество и гледаме дека ги блокира нашите евроинтеграции. Од друга страна, многу пати сум напоменувал дека Македонија еден ден ќе биде изучувана во светските учебници на универзитетите, дека е земја која 15-16 години по добивање на кандидатскиот статус не може да ги почне преговорите. Ќе направам мала дигресија и паралела. Земјите од источна, од југоисточна и централна Европа, од добивањето на кандидатскиот статус до станувањето на полноправна земја членка, тука алудирам на Полска, Словачка, Чешка, вклучително Бугарија и Романија, кои со мало задоцнување од 2 години станаа членки, полноправни членки на Европската унија, од 5 до 7 години преговара од почнување на преговорите до станување на полноправни земји членки. Ние 15-16 години не може да ги отвориме поглавјата. Знаеме, информирани сме сите, дека тие се 36 поглавја, дека на секое отварање и затварање согласно институционалните алатки кои ги имаат сите земји членки и новата методологија може да стават вето и да го блокираат секој прогрес кон идно отварање на ново поглавје. Гледаме што се случува со преговорите кои во моментот ги водат Србија и Црна Гора, кои ги имаат започнато, но ги имаат започнато пред 10 години. Гледаме колку е тој процес забавен за разлика од динамиката која пред 15-20 години Европа, самата Европска унија ги ставила на
брза пруга, на брзи шини, тие земји од Источна Европа, поранешни членки на Варшавскиот пакт, за да ги прибере во својата сфера на влијание. Гледаме дека и самата Европска унија и од таму веќе бриселските челници кажуваат дека не е запрено проширувањето, но е едноставно спласнат тој евроентузијазам во европските престолнини за да се продолжи кон идно проширување на Европската унија со преостанатите 6 земји од Западниот Балкан, но трагичноста е што тие постојано нас ни повторуваат дека европската иднина за нас е известна, дека треба да работиме на реформи, дека не чека многу работа, кажувајќи на нашите политички водства, зборам за сите 6 земји од Западниот Балкан, дека ние не треба да размислуваме за нови геополитички алтернативи, дека во никој случај Европската унија нема да се откаже од 6 земји од Западниот Балкан, дека ние секогаш треба да гледаме кон нашата ветена, блескава и розова Европска унија. На практика гледаме дека тоа воопшто не се спроведува. Од друга страна, многумина таму се свесни дека овој однос, ја тоа го велам, однос на родител кон мало дете, кога ќе сака да го излаже, постојано нешто му вели и потоа му дава причини зошто тоа не му го исполнува, мислам дека веќе сите сме свесни политичките водства, ја гледаме реториката и на Еди Рама, да не ја зборам таа на Вучич, па дури ја гледаме реториката во последните година дена и на нашиот министер за европски прашања, претходно министер за надворешни работи Никола Димитров, па и премиерот Зоран Заев, дека веќе сите се уморени и се плашат дека ќе расте евроскептицизмот кај самите држави кои се дел од така наречениот Западен Балкан, односно општествата се повеќе и повеќе ќе бидат веќе иритирани од тој однос на Европската унија, ќе расте евроскептицизмот и ќе се отвори тој така наречен вакуум простор за пенетрација на други европски и евроазијски големи сили како што се Русија, Кина и Турција, кои се архинепријатели на Западот и на западната безбедносна архитектура која сака да го пополни овој мал дел со големиот европски мозаик наречен Европска унија. Ајде да одиме со ред во однос на се ова одличен повед ми дадовте. Делот, например, со Франција. Вечерата која што има во Елисејската палата нашите државници заедно со тамошните, меѓу кои Заев од наша страна и Макрон од нивна страна. Например, тука приказната, да речеме, оди кон тоа дека Франција останува како верен поддржувач и поттикнувач на евроинтегративниот процес на Македонија кон полноправно членство и дека веќе тука нема испреки на патот од нејзина страна, бидејќи методологијата заврши. Но од друга страна, да речеме, други аналитичари би ви зборувале дека Франција баш и не е многу расположена за овие земји на Западен Балкан, особено од неколку аспекти, меѓу кои спаѓаат и религиските и етничките аспекти и слично, да бидат дел од Европската унија. Трагедијата е тоа што Велика Британија веќе не е членка на Европската унија, беше една од клучните, да речеме, големи политички, економски земји кои беа мотор на тоа европроширување. Останавме сега на Франција и Германија, кои се двете доминантни главни земји членки на Европската унија. Ангела Меркел, како што знаеме, заврши ерата на поранешната германска канцеларка Ангела Меркел, која може би декларативно и реално преку процесот Брдо Бриони, преку Берлинскиот процес, преку сите тие иницијативи кои таа ги даваше, за едноставно да се задржи еврореториката во овој регион. Од страна на Франција гледаме дека бидејќи тие имаат и председателски избори сега се очекува во Франција, тоа сака да кажам, од страна на Франција гледаме дека во изминативе 10-15 години и немаше некои големи иницијативи од нивните председатели каде што тие се менуваат после еден последователен мандат. Ретко кој председател на Франција во последниве 10 години го земал и вториот мандат. Ќе видиме како што напоменавте на председателските избори во Франција напролет дали Макрон ќе добие втор мандат. Интересно е што ја спомнате Франција. Франција е земја каде што генералното јавно расположение на француските граѓани е против проширувањето на Европската унија, особено со овие земји од Западниот Балкан, како што ги наведовте, поради тие причини, но секогаш во Франција се калкулирало пред председателски избори, бидејќи, како што знаеме, и Франција, и покрај тоа што е една од старите демократии со турбулентна историја, една земја основачка на Европската унија, но гледаме еден тип на политичар како Марин Ле Пен колку поддршка има во самото француско гласачко тело, така што
Доколку Франција би била таа и покрај сите негативности кои се случуваат на Западниот Балкан, неспремноста на овие 6 мали земји, високиот степен на криминална корупција, авторитарност, така и некои како во Србија, доколку Франција таа цело време да дава поддршка на идно европроширување со земјите од овој дел од Западниот Балкан, ќе видиме дека тогаш уште толку ќе се иритира француското генерално јавно мислење и дека може да се случи француските граѓани буквално да излезат да гласаат за радикал како што е Марин Ле Пен или сега новиот новинар и писател кој може сериозно да му ги загрози шансите на Емануел Макрон да биде избран во вториот круг од претседателските избори. Од друга страна, сметам дека и да поминат претседателските избори во Франција, тоа нема да значи веднаш релаксирање на тензијата која трае во самата Европска унија. Многу пати сум велел и сум пишувал дека Европската унија после приемот на Хрватска како веќе да е изгубена во процесот на европроширување и оттаму веќе не знаат на кој начин тој процес на европроширување да го водат. Постојано, како што напоменав, вела дека нашата европски иднина на овие 6 земји од Западниот Балкан и местото ни е во полноправно членство на Европската унија, но гледаме дека воопшто не се прави никакво динамизирање на тој процес, за да може на тој начин вие да дадете импулс и една подкрепа, ветер во грб на самите водства на земјите од Западниот Балкан да може да се зафатат со поголеми реформи и да ги испорачаат резултатите. Значи, ние се наоѓаме како во една лимбо ситуација во која сами се лажеме меѓу себе и сами се веруваме. Односно, постојано европските челници ни повторуваат дека сакаат да не видат во Европската унија. Нашите лидерите на балканските држави велат дека ги прават сите реформи. Гледаме дека нема некој огромен напредок во борбата против корупцијата. Гледаме авторитарни тенденции во владење на голем број балкански лидери. Значи, едноставно тоа е како некој однос во кој и на двете страни им одговара оваа постоечка ситуација. Европската унија постојано да ни вели дека ќе не прими, а може реално дали си го поставува прашањето, искрено збориме како проект, дека еден ден ќе станеме сите 6 земји членки во догледна иднина полноправни членки на Унијата. Од друга страна, гледаме дека балканските лидери доколку прават и испорачаат вистински реформи, борба против корупцијата, односно создавање на независен судско-обвинителски систем, тогаш би се поставило прашањето за нивната физичка слобода, дали тие би можеле да се однесуваат вака, како што се однесуваат во изминативе 30 години, со огромен криминал, корупција, создавајќи на една моќна олигархија, од обични, да речеме, луѓе, збориме за сите лидери политички во овие 6 балкански земји, од обични луѓе станаа милионери и милиардери, какво што богатство не може да се пофали еден Доналд Трамп. Иако малку е дискутабилно во однос на Западниот Балкан, затоа што веројатно никој дури ни во Европската унија, па и од она што јас го имам како информации од дипломатите од таму, дека никој не очекува дека сите 6 земји би станале одеднаш членки. Одеднаш во никој случај, зашто сме на различен тип на пат кон Европската унија. Не само тоа, туку и еве сега стагнацијата на проблемот меѓу Белград и Приштина, Босна и Херцеговина, проблемот со Република Српска, но и генералниот проект на Босна и Херцеговина како држава. Така што тоа е, и еве сега Црна Гора поодеднаш се менуваат целосно политичките сили внатре, а со обид за враќање на старите, така што веројатно тие патишта би оделе, иако сега веќе кога го спомнавме Западниот Балкан, се приближувам веќе наназад кон нашиот проблем, се повеќе и повеќе зачестува употребата на земјите од Западен Балкан. Значи, зборувам сега реторички. Генерализација на сите 6 земји. Значи нема тука Македонија, Црна Гора, Босна, Србија, значи земјите од Западен Балкан. Земјите од Западен Балкан. Самит на ЕУ и земјите од Западен Балкан. Значи во кош не ставаат сите 6 земји членки и покрај тоа, како што вие напоменавте, сите 6 земји членки се на различен пат кон самата Европска унија. Србија и Црна Гора ги имаат почнато преговорите, Македонија и Албанија се земји со статус кандидат
за членство во Европската унија блокирани. Албанија е колатерална штета од блокадата на Бугарија и ветото на Бугарија кон отпочнување на нашите европреговори. Поради тоа страда и Албанија, покрај тоа што сите велат дека Албанија нема никаков проблем, односно Бугарија вели дека Албанија нема никаков проблем, но поради страф од одвојување на тој процес на Македонија и Албанија, затоа и Албанија страда. И тука се двете земји, Косово и Босна и Херцеговина, кои не се ни веќе земји кои се прво унитарно, територијално дефинирани како земји, бидејќи косовскиот проблем е се уште нерешен проблем, бидејќи немаме конечно финализирано решение помеѓу Белград и Приштина, се уште како дамоклов меч стои прашањето за етничко разграничување на северниот дел на Косово и припојување кон Србија, и покрај тоа што многу од Европската унија тоа го негираат. Прашањето за статусот на Босна и Херцеговина секогаш е отворено, бидејќи го имаме Милорад Додик, кој секоја негова втора изјава кажува дека доколку Косово се реши на штета на србите, тој Република Српска ќе одвои, ќе припои кон Србија, така што не би било фер да се ставаат сите тие земји 6 во исти кош, но како што и вие нагласивте, немаме реторика од самата Европска унија да велат Србија и Црна Гора се најнапред тргнати, Македонија и Албанија после нив треба да ги почнат преговорите, а Косово и Босна и Херцеговина имаат нерешен територијален етнички и политички статус и се најсложени како две држави за прием во Европската унија. Гледаме таа генерализација дека води на штети на Србија и на Црна Гора. Значи не се пофалени Србија и Црна Гора, односно не им се дава еден рок датум да кажат Србија и Црна Гора водат 10 години преговори, еве им велиме во 2030 ако засилат со реформите, ако ги направат успешно реформите, или можеби ќе им се даде датум за прием. Така што гледаме дека тој генерален тренд оди на штета на сите, како што напоменав, самата Европска унија едноставно го изгуби компасот во европроширувањето на Западниот Балкан. Во контекст на ова, дали да речеме, бидејќи ние некако имајќи ја наум, да речеме, политиката и еланот со кој што тргна актуелната власт на СДСМ и нивната коалиција на почетокот кога дојдоа пред неколку години на власт со решавање на сите проблеми, па ако забележите и по билбордите сега и за локалните избори штиклираат НАТО, пописи и слично, прашање е дали ќе го штиклираат квадратчето за локалните избори. По вториот круг, мислам дека тој елан некако спласна. Знаете, кога веќе зедовте аналогии со децата, кога деца ќе тргнат одеднаш од радост некаде нешто да прават и кога ќе се соочат со ситуацијата и со реалноста, некако спласнува тој ентузијазам. Дали може би токму ова што се случува сега со Бугарија, каде што веројатно актуелната власт чинеше дека договорот за добрососедство ќе биде договор како тој за Преспа и дека ние го решивме проблемот со Бугарија, излезе не. Може би имаше и сериозно влијание на овие погубни резултати кои што ги има актуелната власт на локалните избори. Апсолутно, бидејќи актуелната власт во изминативе 4 години веќе колку што е на власт, цело време се фалеше со меѓународните успеси од нејзиниот ракурс. Решавање на проблемите со соседите, кои биле децениски, буквално од постоењето на Македонија, прием на Македонија, полноправно членство во НАТО и отпочнување на преговорите. Да бидеме чести, неколку пати заев дури и на минатите избори во 2020 и во 2019 година кажуваше дека преговорите со Европската унија веќе се започнати и дека тоа него му е гарантирано од европските челници. Датумот дека е даден и дека преговорите само што не почнале. Гледаме дека на локални избори исечоци од тој негов говор се даваат од противничките неговите против кандидати за да биде исмеан. Тоа нормално влијаеше врз резултатот од локалните избори, бидејќи вие колку и да преповторувате таа приказна за Европската унија, граѓаните гледаат дека реалноста е друга, односно заев колку и да имал искрена и добра волја Македонија да направи огромен пробив во европристапувањето, гледаме дека од таму ние се соочуваме цело време со разни бариери и блокади. Од друга страна, како што спомнавте, примерот со Бугарија. Значи, да напоменеме дека Зоран Заев може би ќе биде единствениот премиер
во овие 30 години, кој го заложил својот личен и партиски рейтинг, може би и свесен дека тоа ќе оди на штета на неговиот личен рейтинг, на штета на партискиот рейтинг, да даде интервју како што го даде интервјуто за БГНЕС, да може да отвори некои табуизирани историски наративи во Македонија за кои не се збореле во изминативе 80 години. Само и само да даде пас кон бугарската политичка елита, кон официјална Софија, да се вразумат, за да ги убеди да седнат на преговарачка маса, за да може, он цело време, како што знаеме, ги нарекуваше нашите добри пријатели бугари, дури ги нарекуваше нашите браќа бугари. Едноставно... Добро, и се уште... Да, не, сакам да кажам, таа негова реторика е еден вид заложба. Мимо неговиот партиски личен и партиски рейтинг, свесен дека тоа ќе му донесе штета. И еве се виде на локалните избори каква штета. Меѓу другото, се не може да кажеме дека локалните избори и резултатот на Социјалдемократскиот сојуз е само ради под наводници попуштањето пред бугарите и бугарските апсурдни барања. Сакам да кажам, Заев правеше една реторика со која сакаше да создаде еден амбиент со Бугарија, да седнеме на маса и да речеме ние да гледаме напред во иднината. А минатото е тоа, историските комисии треба да работат на истото, да гледаме да ги решаваме инфраструктурните нерешени прашања. Немаме железница, Софија, Скопје, имаме катастрофално магистрално поврзано решение што е се уште со дупки, да се отворат економиите, стопанствата, соработка меѓу универзитети, култура, уметност, млади, да се зголеми трговската размена, туристи да одат како што одат бугарите во Охрид, ние во Банско. Видете што направија бугарите. Од сето тоа што го наведов, место да се тргне кон решавање на тие работи, да се релаксираат двете општества, тие го вратија процесот, односно ги уништија и нормалните текови меѓу македонците и бугарите, односно македонските и бугарските граѓани, што во изминативе години многубројни бугарски туристи одеа во Охрид, да го посетат, сметајќи дека Охрид е старата българска столица, односно старата престолнина на средновековна Бугарија, а нашите македонски граѓани и македонци одеа на зимување во нивните така наречени курорти Банско, Боровец и Пампорово, од чиста причина што за ефтина цена и заради близината добиваат, да речем, убави услуги. Верувајте, знам луѓе, може би од таму не знам, ама од тука веќе, поради ова што го прави Бугарија во изминативе 2 години, ќе одбиваат да одат. Значи, они на микрониво имаат штета, збориме за економијата, камоли на тоа што ќе се зголеми омразата, ќе имаме нетрпеливост, веќе не може да се седне да се збори за решавање на инфраструктурни клучни прашања, теми од автопатско и железничко поврзување, да се земаат фондови од самата Европска унија, ќе не може да соработуваат нормално универзитетите, во стопанството и во надворешната трговија ќе има некој личен анимозитет, така што јас не можам да разберам која беше логиката на бугарите да го направат ова што го направија Советото. Самиот премиер, поранешен премиер и лидер на ВМРО ДПМН, господинот Љупчо Георгиевски, на бугарски телевизии им каже дека он, што го сметале како бугарофил, да речеме, или про-бугарски настроен, немал толкова храброст како Зоран Заев да влезе во решавање на македонско-бугарските историски спорови, не го ставил својот личен рейтинг, бидејќи тој вели и пред 15-20 години друго било и општественото милје, и се чуди како тоа бугарите не го ценат и не може да видат дека еден ден после Заев, која ќе дојде друг премиер, теорија нема да биде таков, со таква реторика во однос на самиот ирационален и абсурден спорт, ја го велам кој бугарите го наметна. Многу пати сум велел, се поставува прашањето дали зад бугарското вето стојат интересите на руските служби во Бугарија, стои интересот на Москва, и многу пати сум велел дека Бугарија е само маша, искористена од страна на Европската унија, за да во овој момент официјален Париз или официјален Берлин или официјален Копенхаген или официјален Хаг да не испорачаат некои нови барања во однос на правосудството. Бидејќи од ненадеж дојде тоа вето, мислам од ненадеж. Бугарија само извинете во 2020 година се согласи Македонија во март да ги почне преговори. Затоа велам, значи некако околностите одеднаш се променија. Се променија околностите бидејќи тука беше и Красимир Каракачанов, веројатно на тој начин сметаа дека неговата политичка партија и партијата ГЕРБ ќе си го зголемат рейтингот, ако Македонија и македонското национално прашање го издигнат на пиедесталот во бугарскиот
ракурс и дискурс во целото општество, медиумите дека ако се занимаваат само со тоа, тие ќе го зголемат својот рейтинг. Видовме напротив, Красимир Каркачанов и неговата ВМРО БНД пропаднаа, Бојко Борисов од избори на избори и покрај тоа што победува не може да формира влада. Едноставно ќе видиме како ќе се одвиваат политичките процеси во Бугарија, што не ги спомнавме, после изборите во ноември. Тоа сакав да ве прашам со оглед на тоа дека последниот пат кога сме разговарале во студиово било исто за очекувањата од изборите во Бугарија и еве неколку месеци подоцна ние го правиме истиот муабет. Се надевам дека нема за 3-4 месеци па да збориме за некои идни бугарски. Мислам дека никому не му одговара Бугарија да остане во оваа состојба во која што се наоѓа сега. Самите бугари не им одговара. Мислам дури и да се најдобри односите како соседни држави не ни одговара една држава да е дестабилизирана. Веќе е голема иритацијата во самото бугарско општество, бидејќи јас ја пратам и политичката сцена таму. Затоа и партијата на шоуменот Слави Трифунов од прва политичка партија во јули, која одби да направи коалицијска влада со преостанатите политички партии и коалиции, сега веќе тоне на анкетите. Особено што веќе сме свесни и читаме дека светот влегува во една рецесија, во една инфлација, не само во Македонија и во Бугарија, туку тоа е тренд на светско ниво. Каде што човек мора да го фати. Бугарите се исплашени и таму рапидно се зголемуваат цените. Ненормално е вие во зимава да немате стабилна политичка влада и после ноемвриските избори да се инати Слави Трифунов и енергетиката, гасот во тој дел тука исто ќе има влијание каде што мора некој да го контролира. Апсолутно мора да има стабилна политичка влада со министри кои ќе носат непопуларни или популарни одлуки, да речеме замрзнување на цените на производите, бидејќи на крајот на денот, кога ќе се стаи на кантар обичниот живот на еден бугарин и што значи екзистенционално прашање во една Бугарија која е најсиромашна и најкорумпирана земја членка на Европската унија, и прашањето за Македонија, он ќе го одбере првото, бидејќи таму платата е 300-400 евра и со таа плата вие не може да истерате. Затоа велам, се надевам дека после овие избори нема да имаме и наетење меѓу суетите на бугарските политички елити, бидејќи таму има и неколку коалиции, во тие коалиции има повеќе лидери. Бојко Борисов води на анкетите, потоа доаѓаат партиите, има една нова формирана партија, се вика Промјаната продолжава, тоа се двајца министри од службениот кабинет на Румен Радов кои стекна огромна популарност од јулските избори до сега. Тие се сигурно застапени во парламентот со околу 15% од гласачкото тело за неколку месеци. Тие го земаа гласачкото тело на Слави Трифунов и затоа Слави Трифунов е сега на анкети 11-12. БСП, Бугарската социјалистичка партија е исто така 15%, Демократична Българија околу 10% и тука е партијата на етничките турци која секогаш е стабилна. Доколку се случи сите овие формации кои ги набројав, Добро. Да направат коалиција меѓу себе, антигерб коалиција, анти-Бојко Борисов коалиција, бидејќи е логично, после 11 годишно владење на Бојко Борисов, тие да направат коалиција на спас на Бугарија, условно кажано, на стабилност, на промена, бидејќи и реториката им е таква. Протестни партии на промената, и доколку тие двајца што ги спомнав се Кирил Петков, Јасен Василев, се луѓе кои своето образование го имаат завршено во Торонто и на Харвард во Америка, ако можеме да направиме некоја паралела дека тие луѓе под наводници се американски луѓе, на американците луѓе во внатрешната политика во Бугарија, остава можност, еден вид на отворен прозорец, дека со ладни глави, во декември сигурно не, бидејќи додека се конституира... Да, бидејќи самиот парламент, самата влада... Евроамбасадорот кој е британец пак, кај нас... Не, теорија нема да се случи тргање на ветото во декември, бидејќи во декември не може да се случи стабилна политичка влада, тоа може месец-два ќе траат преговори, но се надевам дека во 2020 година Бугарија ќе влезе со формирање на од сите тие политички партии и формации кои ги кажав на стабилна влада, која со ладни глави би седнала и би разговарала за начинот и модалитетот на тргање на ветото. Верувајте дека не е тоа кога ќе се создаде влада во Бугарија, тие ќе речат ние сгрешивме, ќе го тргнеме ветото. Не, нас ќе не стават под притисок американците да подпишеме некој под наводници анекс на договорот за добрососедство и пријателство со некои обврски кои треба да ги превземе Бугарија
кажеш, една од главните е тргање на ветото, каде што ќе треба да работиме, да речеме, отварање на уставот кај нас со прием на нашава земја во Европската унија, вметнување на бугарите, ќе видиме од пописот какви ќе бидат резултатите, менување на некои работи, бугарски фашистички окупатор да стои само фашистички окупатор. Јас сум свесен дека тоа ќе биде болен процес, но збориме за да ја спасиме евроиднината и европерспективата на Македонија. Гледам во Бугарија да се создаде стабилна политичка влада и во 2020 година веќе да ги почнеме преговорите. Се друго ќе биде катастрофа за нас како држава, во смисла ќе предизвика и кај нас турбуленции на внатрешната политичка слика, особено со промената на политичката клима. Политичката клима се промени. Дали можеби нас мислите, ова и за крај ве прашувам, при крај сме со разговорот, дали мислите дека ова ќе изврши влијание и на барања и можеби разговори за предвремени парламентарни избори до година? Апсолутно. Гледаме дека лидерот на опозицијата веќе вели за формирање на ново парламентарно мнозинство во рамките на парламентот. Јас чисто се сомневам, видовме Левица се нешто се Не само Левица, видовме Дуи Беса дека тоа го одбија. Јас многу пати сум велел дека во овој момент Дуи е незаобиколен фактор, особено вие во собрание, да го симнете Дуи и да направите ново парламентарно мнозинство со алијанса, па нека и без. Не може Дуи да го иземете. Мислам дека се пореални се барањата за предвремени парламентарни избори, а ќе видиме дали Зоран Заев под притисок, да речеме, на резултатите од локалните избори ќе ги прифати тие барања, но за крај да споменам, да бидеме честни и искрени, генерално политиката, особено внатрешната политика која треба да искреира надворешна политика на Македонија, ајде да не бидам грубо разбран дека е директно водена од нашите така наречени стратешки партнери меѓународната заедница и една амбасада на Кале, туку сите тие политички процеси се координирани, да речеме, со меѓународната заедница и доколку самата меѓународна заедница, односно директен да бидам, американците не во Македонија, туку пошироко како фактор на Балканот, вида дека во Бугарија ќе се случи стабилно парламентарно мнозинство кое ќе може да влезе во процес на тргање на ветото, можеби и во 2022 на Македонија, односно на македонските политички елити, да не им се дозволи да се распишат нови предвремени парламентарни избори, бидејќи така ќе се загуби моментот кој ќе се отвори со формирањето на бугарско стабилно мнозинство и влада. Тогаш ние ќе бидеме тие што ќе го испуштиме, односно ќе го комплицираме моментот за тргање на ветото. Доколку во Бугарија се влезе во помирни политички води во 2020, а кај нас се распишат предвремени парламентарни избори, тогаш самата бугарска политичка елита и бугарското мнозинство ќе рече, па ние не може да преговараме сега со нив, бидејќи тие ги чекаат нови предвремени парламентарни избори, треба да се создаде нова влада и тогаш ќе немаат ни они мотив да влезат во решавање на процесот за тргање на ветото. Значи, ме разбирате, тоа многу ќе зависи и од актуелната политичка ситуација постизборна во Бугарија, како ќе се одвија во 2022 и тоа ќе има рефлекси дали Македонија ќе влезе во турбулентна 2022 година со распишување на предвремени парламентарни избори и со создавање на нова влада предводена од десницата и како таа би се поставила во однос на бугарските барања и во однос на влегување на решавање на процесот, бидејќи видовме дека и лидерот на опозицијата дали во занес на кампањата кажа дека преговорите подитно треба да се прекинат, со кој тогаш коалициски партнер би направил он мнозинство, дали Али Ахмети би се согласил дека преговорите со Бугарија подитно мора да се прекинат, а сите американски високи дипломати кажуваат што подитно да се најде решение со Бугарија. Имајќи го предвид дека и министерот за надворешни работи е токму од партијата на затоа велам, многу ќе зависи од разврската во Бугарија постизборна, како политичките процеси и текови во однос на тие толку фамозни предвремени парламентарни избори во Македонија во 2022 дали ќе се случат. Атанасовски, ви благодарам за издвоеното време. Ви благодарам за поканата. Се гледаме ние повторно, сигурно.